Македонските дипломати ќе разменуваат знања и искуства со колегите од Унгарија. Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот унгарски колега Петер Сијарто подпиша акцијски план со кој знаењата и искуствата кои што ги имаат дипломатите во Унгарското министерство за надворешни работи ќе ги учат и македонските се со цел приближување кон стандардите на Европската Унија. Со подпишувањето на овој акцијски план практично отпочна официјално дводневниот самит на македонската влада со унгарската овде во Будимпешта. Овој самит е доказ за одличните билатерални односи, како и поддршката која добива Македонија на евроинтегративниот пат, се согласија двајцата министри Муцунски и Сијарто. До 2030 година да станеме рамноправен член на заедничкото демократско и просперитетно европско семејство. Сепак, за да реализираме оваа цел, ние имаме обврска преку конкретни дела да испорачаме реформи. А Европската Унија има должност преку своји постапки да го потврди својот долго најавуван стратегиски пристап не само кон нас, туку и кон целокупниот регион. Европската Унија има потреба од свеж замав, свежа сила и тоа може да дојде само од Западниот Балкан. Ден денес повеќе е интересот на Европската Унија државите на Западниот Балкан да се приклучат, отколку тие земји да имат потреба од зачленувањето. Но гледаме дека има многу голем број држави кои што лицемерно се однесуваат и ова придонесува за разрушување на довербата на Западен Балкан. Во фокусот на разговорите помеѓу двајцата министри биле и последните случувања на континентот и разговорите за мир во Украина, како и средбата на европските лидери во Лондон, која се одржа вчера. И двајцата се сложија дека двете земји се за ставање крај на војната во Украина. Нашата надворешна политика како држава има три константи. Пред се и над се во тој контекст е македонскиот национален интерес. И затоа повторувам дека сето ова што го правиме, сите овие одлуки кои што ги носиме, се вклопени во таа рамка и се согласени со нашите национални интереси. Благодарение на измените на другата страна од Атлантикот, сега се зголемува шанса за враќање на мирот во Европа. Ние, како што и Република Северна Македонија, двајцата сме на страна на мирот, го подржуваме господинот председател Трамп и исто така успехот на американско-руските разговори, бидејќи јасно гледаме дека мирот може да се постигне само преку американски руски договор. Дводневниот самит финишира со меѓувладина седница која ќе се одржи утре. Ќе претходи тетате средба помеѓу двајцата премиери Мицкоски и Орбан и билатерални средби помеѓу ресорните министерства. Целта е да се продлабочат и онака одличните економски и политички односи помеѓу двете земји. По завршувањето на заедничката владина седница, двајцата премиери Мицкоски и Орбан ќе одржат заедничка пресконференција на која ќе го презентираат договореното од средбите и седницата. Инаку, ова е втора меѓувладина седница помеѓу Македонија и Унгарија. Првата се одржа во септември минатата година во Охрид. Тогаш Орбан ја реафирмираше силната поддршка за Македонија на евроинтегративниот пат, со што се понуди дури и да биде посредник на диалогот помеѓу Скопје и Софија, како тогашен претседавач со Советот на Европската Унија. Но Бугарија веднаш го одби предлогот на унгарскиот премиер. Во Охрид стана збори за стратешките проекти, како транспортниот и енергетскиот коридор Север-Југ, кој што го поврзува Балканот со Унгарија и е од огромно значење за енергетската сигурност и економскиот раст на целиот регион. Тогаш во фокусот на разговорите беше и унгарскиот кредит од милиарда евра. Парите веќе се користат. Половина од средствата завршуваат кај општините за изградба на инфраструктурни проекти, додека останатата половина во вид на кредити под поволни услови се пласира кај бизнисите за раст на производството. Дополнителни 500 милиони евра се искористија за отплаќање на еврообврзницата од 2018 година, со што јавниот долг на Македонија се намали од 61,9% на 58,2% од бруто домашниот производ.